Продолжуваме со разговор во студио. Во предизборниот период најчесто ни се сервираат пораки кои сакаме да ги слушнеме. Од промени до подобар живот, најчесто популистичка реторика. Или во превод, они ве лажат, ние ви ја кажуваме вистината, они ве крадат, ние ви даваме, они ве водат во пропаст, ние ве спасуваме и така натаму. На оваа тема разговараме во вестите со Бојан Кордалов, кој е специјалист за социјални мрежи, нови медиуми и пиар. Добро дојдовте во вестите на телевизија Нова. Колку оваа популистичка реторика е начин да се допре до електоратот и што кажува за самиот електорат? Ако земеме наназад секои избори, особено од почетокот на осамостојувањето и плуралистичките избори, политичките партии се трудат да имаат реторика која што електоратот, односно секој граѓанин би сакал да ја слушне. Меѓутоа, колку што расте демократската традиција, колку народски кажано пати сите граѓани имаат осознаено што е она што реално може да се реализира, што е она што е веројатно само лага или начин да се дојде до изборите, а таа реторика се помалку поминува. Уште една работа исто така пракса кај нас, а тоа е, како што и вие наведовте, секогаш опозицијата било на локално, било на национално ниво, независно која партија е каде, како по правило се што ќе се предложи од страна на власта да биде оспорено и обратно. Секоја иницијатива која што ќе дојде од страна на опозицијските партии, од страна на владачите да биде осудена на неуспех. Забележуваме одредени промени на тој план, меѓутоа повторно доминира она подготовка на контраргументи и аргументи. Меѓутоа, ono што е важно е секогаш да се знае дека пораките и работите кои што ги прават политичките партии во кампања и вон кампања е битно да бидат добри и позитивни за граѓаните, бидејќи тие се обраќаат со своите пораки на граѓаните, а не на политичките опоненти. Така. Популизмот не е ништо ново, значи постои и во нашата, домашната и во светската политика, меѓутоа колку успеваат софистицирано да го прикријат нашите политичари? Добро, ако говориме сега за она што е актуелно, тоа се локалните избори, имаме ситуација во која што многу од проектите, многу од ветувањата кои што било која партија ги прави, може би малку личат на популизам, а не се, бидејќи станува збор за секојдневни обични проблеми, особено за време на локалните избори, она што граѓаните ги интересира. Па на крајот на краиштата мора да се помириме со тоа и да прифатиме дека улогата на градоначалничките, советничките листи е всушност во тоа да се решаваат од проблемите од каде има дупка и шахта до локални економски развој, креирање на простор за инвестиции и слично. Така што сметам дека многу често знаеме, особено за локални избори, малку да ги мешаме тие поеми, но како што кажав, се помалку ќе успеат било кои политичари кои што кажуваат голи ветувања, популистички ветувања, така наречени празни ветувања, а се повеќе ќе бидат присутни конкретните ветувања, особено оние кои што се изградени во соработка со електоратот, особено оние кои што граѓаните знаат да ги препознаат како своји, односно заеднички со партии. Постои ли помеѓу нашите политичари зрела политичка комуникација? Постои ли воопшто оригиналност кај самите нив? И лидерите, па и сите оние што ќе можеме што ги погледнавме и ќе ги погледнеме во наредниот период, воопшто ораторска вештина? Она што е пракса кај нас и она што можеме да го забележиме од појавата на било кој политичар па се до текот на неziната кампања е следното. Кај нас во најголема мера политичарите се градат, недоградуваат во ораторските вештини во текот на своето, да речеме, битисување како политичари, постоење и действување. Она што е потребно да се промени, она што треба да се обрне внимание е тоа што како што се прави во светот, да секој политичар дојде навистина подготвен и во ораторските вештини, во сите други вештини пред да излезе на политичката сцена, понатаму само да се усовршува, односно да ги подобрува во нијанси своите ораторски и други вештини. Тоа е како треба. А како е од твој аспект? Подготвени се? Делуваат подготвено? Како е спомнав. За жал, сите политичари се калат или се подобруваат во текот на своето функционирање како политичари. Не дека доаѓаат тотално неспремни, мораме да нагласиме, меѓутоа, она што можеме да го видиме на почетокот и она што можеме да го видиме во средината или веќе кон поголемото искуство на одреден политичар се две различни работи. Го свртува ли вниманието од самиот проблем острата реторика, на која сме сведоци, нели често?
Па да, знаете како, острата реторика секогаш е примамлива и освојува, како што вие подобро знаете, во медиумите многу поголемо внимание и буквално ја окупира целокупната јавност. Но, она што при користење на остра реторика, а не конкретни пораки кои што се наменети кон електоратот и конкретни пораки кои што се однесуваат на потребите на електоратот, може само да придонесе да се искористи погрешно времето и секоја политичка партија или политичар пораките да не ги испрати, да не ги даде до електоратот. Мој апел и генерално пракса која што треба да се случува за време на една кампања е тоа што сите политичари треба да бидат фокусирани да ја промовираат својата програма, нормално да се свртат кон опонентот, меѓутоа прикажувајќи во што се тие подобри, во што нивните ветувања се подобри од нив и секако да го бараат гласот низ тоа што конкретно ќе го направат, бидејќи тоа е она што веќе се очекува и секој наредни избори со секое поголемо искуство, секој поголем демократски капацитет кој што ќе се јавува во Македонија, тоа ќе биде се повеќе. Бидејќи ги споминавте и медиумите, за жал е тренд острата реторика, но не би се согласила дека е сугестивна. Сугестивна е самата информација која треба да тежи. Не значи дека ако сме гласни, дека сме посугестивни, нели? Апсолутно. Апсолутно. Гласноста е најчесто, праксата кажува, феномен кој што се јавува кога политичарите ќе ги понесе атмосферата за време на средбите со граѓаните, за време на митинзите, меѓутоа гласноста на пораката е во искажаниот збор и во она што значи ветување или она што значи порака која што електоратот ќе ја прифати и ќе придонесе да гласа за конкретна политика. Бојан, сепак специјалност ви се новите медиуми или социјалните мрежи, па какво е нивното влијание во целиот овој предизборен процес? Со секој избор, и тоа е веќе констатиран факт и мислам дека сите го знаеме, со секој избори се повеќе политичката кампања покрај на телевизијата и другите традиционални медиуми се сели и на социјалните медиуми. Дури може да кажеме постои еден факт кој што вели дека многу почесто кампањата и пораките се наоѓаат на социјалните медиуми во текот на целата кампања отколку на едно место на терен. Еден политичарка може да отиде еднаш до два пати во едно место, во едно населено место или град, додека на социјалните медиуми нивните тимови самите тие се постојано активни покрај на телевизијата и традиционалните медиуми. Но постои уште еден феномен кој што ја обележа оваа кампања. Баш на таа тема имам една колумна во која што сега пишувам, а тоа е феноменот да голем број на лица како претенденти за да бидат кандидати на собствените партии започнаа рана предизборна кампања на терен и на самите социјални медиуми. Можеме да видиме десетица кандидати овие избори кои што се бореа за вниманието на јавноста, а со тоа да го свртат и вниманието на партиите да станат нивни кандидати за градоначалници, да станат нивни кандидати за советници и така натаму и така натаму. Тоа е добро, тоа ќе се зголемува во иднина, меѓутоа она што е многу важно на социјалните медиуми и генерално на медиумите, тоа е да се има добра стратегија, да се знае кои пораки се праќаат, да се трошат и времето, и ресурсите најправилно, заради тоа што сето тоа е ограничено и самиот електорат, самите граѓани имаат мало време да посветат, бидејќи не се само политичарите на социјалните медиуми. Да не забораваме дека социјалните медиуми се првично заради забава, заради социјализација или мржување, а најнакрај се за политика. Бидејќи ако не се направи добра стратегија и добра кампања која што ќе допре до секој граѓанин, партиите како и секој ќе се обраќаат само во своите табори. Едни на своите поддржувачи, други на другите и ќе се мерат само лајковите, кои што се важни, меѓутоа најчесто се само од вашите поддржувачи. Така. Бојан, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од вестите на телевизија Нова.